Да, постојат значајни разлики во развој на регионите во Македонија. И за тоа каква е демографската слика во земјава, разговарам со мојот гостин во студиото, професор доктор Илија Ацевски, социолог. Добар ден и добре дојдовте. Како сте? Благодарам на поканата. Задоволство ми е што денеска ќе можеме да одговориме на повеќе прашања кои што се однесуваат на демографската слика на земјава. Имено општествената и економската трансформација на Македонија во последните 3 децении предизвика и демографски промени и потреси што резултираше со тоа земјата сега да се наоѓа во демографска старост, како што слушнавме и претходно. 6 региони во Македонија полека ни умираат. Како резултат на неповолната старосна структура и нискиот фертилитет, во овие региони бројот на умрените го надминува бројот на родените. Всушност, податоците на Државниот завод за статистика откриваат дека Скопскиот и Полошкиот регион се единствените региони во кои бројот на родените на 1000 жители се уште е поголем од бројот на умрените. Можеме ли да зборуваме за причините за ваквата демографска старост во земјава? Па, ова што се случува денес е резултат на еден, како да речам, повеќе деценијски развој на Македонија. Нешто кое е некако неосмислено, нешто кое е надвор од овие, како би рекол, процеси кои се случуваат во светот, но и во голема мера и ги следи, бидејќи Македонија е дел од Европа, дел од таа глобализација која се случува. Но Македонија многу малку направи, би рекол, нешта кои на некој начин, барем во овие региони кои што денеска говориме дека се депопуларизирани, ќе задржи дел од тоа население. Еве, јас сега ќе во тоа само нагласам, таму негде кога од 60-тите години, средината на 60-тите години, започна тоа помасовно иселување. Тоа главно беше врзано за поголемите градови и Скопје. Така. Тоа почнува масовно студирање, така, во таа смисла, не. Селата или помалите места се оставија надвор од една, би рекол, модернизација, тоа значи надвор од патна инфраструктура, поврзано со елементарна, не, на некој начин. Предпоставете, да речеме, 30 км не е ништо да вие патувате и да работите некаде во тие места. И дури и денеска во регионот од каде што ја потекнувам, некои села немаат воопшто патна инфраструктура, иако сега нема ни население. Така. Но онај момент, кога почна тој процес, сите не беа да се иселат во градовите и да избегаат, но под предпоставка да се создаде едни, би рекол, елементарни услови, особено во тие региони на земјоделие, така, да се прават некои, еве сега импровизирам, помали некои капацитети кои ќе задржат од тоа население и тоа така ќе живеат тие региони. Денеска, после, еве, да речем, 5-6 деценија, особено последниве 2-3 децении, практично овие делови се претворени во, да не речем, еден не град, туку пустина, а постои Скопје и така на времето уште кога го французите Париз го споредува со Франција, Париз и француската пустина, тоа е и Скопје, затоа што Скопје сега практично над 2/3 и повеќе од сите економски, популација, економија и така натака се концентрирани во еден релативно мал дел, каде што сега тоа создава, за тоа ќе говориме нешто веројатно и други проблеми, и го претвара животот во едно, како би рекол, несоодветен, тежок, не за... Говорам за поединецот, онај кој што денеска живее од еден обичен живот. Како што слушнавме претходно, за помалку од 60 години македонското население прескокна дури 3 стадиуми од демографското старење и денес се наоѓа во состојба на демографска старост. Демографските движења, како и разместеноста на населението, резултираа со ерозија на руралните подрачја на сметка на урбаните и всушност, како што кажавте, малите градови се празнат на сметка на големите. Каде ни се губи и младата популација? Па, тој првиот бран беше таа миграција од помалите места, од селата во градовите. Последниве 20 и повеќе години е по масовно иселување од градовите надвор од Македонија. Се формира, односно, заживува на некој начин една атмосфера дека тука тешко се живее, тешко се може човек да се снајде, да формира еден пристоен живот.
Денеска седот е отворен, се е достапно за младите, не. Мислам, овде ја не ги окривам некој дека е виновен за тоа и така натака, но во една смисла секој како поединец тој процес на, како е, велам ја, на глобализација и индивидуализација го тера буквално да бара услови оному каде што може да ги најде. И тука тоа не е ништо необично. Не. Вие кога еве овие делови се запоставија, особено во малите места каде што практично и нема млади луѓе, не во Источна Македонија. Меѓутоа, тоа е многу спротивно на она кога говориме како економски да ја зајакнеме земјата и како да ги искористиме природните потенцијали кои што ги има оваа земја. Констатиравме многу пати преку разговори во студиово дека многу општини можат економски самостојно да обстојуваат со искористување на природните потенцијали, а тоа би значило останување и враќање на луѓето во помалите средини. Рекове, потребна една длабока осмислена политика. Так. Потези кои тие нема да вродат плод веднаш. За 2-3 години заедно, еве да претпоставиме за едно 5 до 10 години да се видат тие први резултати дека еден регион може да заживее и еве сега веќе овие, како велим ние, глобални промени, климатски промени. Зошто Македонија знам колку стотина илјади, држете ме за збор, хектари оставена земја необработена. Точно. Градовите се скоро 50% празни станови. Тоа е се капитал кој што на некој начин е несоодветно искористен. Не искористен, мртов на некој. Во таа смисла. Не. Тука може да се направи. Јас се пред 2 години се занесувавме тоа со некои колеги, еден проект за младите во малите градови. Како да се направи една, би рекол, политика, некоја постапки, да тие млади луѓе видат една перспектива и во тоа место каде што се родиле и одраснале, на некој начин да се развива кај нив не само една, како ја велам, една економска, материјална добивка, не, туку повеќе малку и една вредностна, би рекол, ајде да не речам идеолошка, не, дека сепак државата, ова територија не сме да се остави така само на себе. Доаѓаме до констатација во последниве години дека младите, луѓето се иселуваат од градовите па и од државата не само заради барање на екзистенција и подобри услови за живот, туку поради незадоволство од системот, што значи на државата и е потребна една сериозна и долгорочна стратегија за овозможување на соодветни услови за функционирање во земјава. Постои тие веќе се повеќе ние сме убедени дека не се само тие материјални претпоставки, еден од тие услови, туку е тоа што во една, како ја нарекам ја, социопсихолошка смисла, подлабока смисла, дека тука нема перспективи. Ако нема перспективи, нормално човекот да ги, тоа е еден инстинкт кој што да го бара нешто кој ќе му биде посоодветно, адекватно, не, да ја бара својата среќа. Тука лежи една, би рекол, една, иако, еве, сега вие ако кажете, еве, пак, тоа е многу добро врзано, не можете вие сите активности, добар дел од тие вложувања да ги врзувате за Скопскиот регион и за Скопје. Скопје има негде 80.000 празни станови. Скопје е пренаселен град. Скопје е град кој што, како би рекол, не за живење. Скопје е град каде што луѓето се разочарани од таа секојдневно тормозење на најобични работи кои треба да ги завршат. Како знаеме да кажеме, цела Македонија е сконцентрирана во главниот град, што е едноставно невозможно да се функционира. Самата Скопска ова територија, котлина на некој начин, во тие, ајде да речам, климатски, се доаѓа ново време на тие климатски промени. Внимавајте. Сега не знам колку е точно тоа, има тука една вистина. Ланска година е мерена на температурен дел од Скопје, кај што е доста така во центарот, малку е целиот загледен со згради, негде околу 60 степени. Внимавајте. Да. Практично вие 2-3 месеци не функционира градот нормално, као што сега не функционира, еве, веќе 2 месеца е од загадување. Вие практично пола година скоро се соочувате со елементарни, викаме ние, потреби, не, да прошетате, да излезете на отворено, да обавите некоја активност. Да не говорам за тој хаос во сообраќајот и така натаму. Секојдневен. И тоа е уште еден податок кој што е многу интересен во овој поглед. Има некои согледувања дека Скопје практично губи негде околу 400 милиони евра губи од загадување
od loš saobraćaj, od ono što je neefektivno, neefikasno, koje što го загрозува човековото здравје, на крајот на криштата е поединецот, човекот, ако неговото здравје е загадено, зашто ние говориме всушност така? Да, и ако го говориме за плановите и стратегиите кои што треба да ги имаме за во иднина, тоа значи да ги отвориме по малите градови за жителите на Македонија и конечно да немаме ваква концентрација во главниот град. Развивам една теза, не знам до каде ќе стигнам, од Скопје, како наредниве 20 години да иселите негде околу 100.000 луѓе. Да ги селите од овде, не? Така. Како, на кој начин? Тоа би било најголемиот успех за развојот на македонската економија и општество. Кога говориме за големите регионални разлики помеѓу регионите во Македонија, мораме да споменеме и за разликите на пазарот на труд во однос на тоа региони со најголема вработеност и региони со најголема невработеност. И овде се поставува пак и прашањето дали всушност на вистини има недостаток на работни места или пак имаме недостаток на квалификувана работна сила која што треба да биде во функција. Тоа е прашање едно од тие, рекол, основни она допира до сферата на образованието, особено на факултетското образование, на тоа дуално образование, што е, мислам, на некој начин, изгубена е врската помеѓу, да речем, високото образование и стопанството, се произведуваат кадри сами по себе, кои не знаат што би работеле. Дури имаше еден случај на филозофски факултет, се формира една група, институт, не е важно сега име во ова ситуација, каде што ние баравме начин каде тие луѓе би работеле и дојдовме сознание дека не знаеме каде тие ќе работат. Верувајте. Да. А беа запишани стотици студенти. Навистина сериозен проблем. Тоа е, вака го кажувам отворено, бидејќи е политички, да се формира, да се вработат некои професори, не знам што, да не говорам во таа смисла, не, едноставно останаа проблемите. Јас би одела со податоците од Државниот завод за статистика. Највисока стапка на вработеност бележи југоисточниот регион, тоа е 54,2. Најниска стапка на вработеност во 2023 година има Полошкиот регион, 35,9. Секако во однос на невработеноста најниска секако е стапката на невработеност во југоисточниот регион, во кој соодветно е забележана и највисоката стапка на вработеност. Имаме ли одговор на ваквата состојба? Па ево, ова што го говориме во суштина во тој хаотичен развој, сега мислам Полошкиот регион повеќе има некои подлабоки димензии на таа невработеност, женска популација и не знам што во таа смисла. Многу малку сега имаме развиена една, како би рекол, ајде, во стопанството. Тој дел кој е врзан со аграрот едноставно се тргна настрана. Тука сакам тоа да го, еве, кога го зборувате, да го посебно потенцирам. На Македонија е потребна една радикална аграрна политика. А тоа значи, ако вие за кратко време не успеете да тие делови кои што релативно може да ги оформите како целини, не, да примените модерна механизација на обработка на земјата, нема ништо од аграрна политика. Кога денеска, например, еве, кога гледаме роботи како возат трактори, па орат со 10 плугови, не? Простор негде на 2-5 километри во еден правен, каде што може да се преминат сите модерни агротехнички средства. Сега земјата во Македонија, еве, знам, тој Пелагонскиот регион посебно, како таа исцепена на мали ниви, не? Некои собственици, некои си селили одавна, сега тоа е запустено, оставено само на себе. Тоа е голем губиток. Голем губиток. Пелагонија е хранела, не знам колку ете на времето беше кога сепак тоа значеше нешто земјоделието, многу значеше и за Македонија. Сега, кога вие ќе видите по пазарите увоз на патниџани од не знам од каде, граф не знам од таму, читав негде од не знам од каде, од Грузија. Мислам, неверојатно, не? Неверојатно, не? Делови кои што, речем, произведува некои кои беа специфични, се изгубија и во таа смисла. Тука треба државата да посвети едно поголемо внимание, за да, тоа не може веднаш, не, али за едно 5-6 до 10 години, да го крене тој оптимизам дека може нешто позитивно да се направи и ето да живее стопанството и еден нормален живот, не, во
овие сфери. Само за крај кратко ме зачудуваат податоците кои што велат дека најслабо развиени региони се североисточниот и вардарскиот регион. Ако велиме дека Македонија е транзитна земја, почнувајќи од северот кон југот, зошто токму овие региони се најслабо развиени? Па ви кажував, мислам, чисто јас тоа го посмеам, тоа се посебно делови каде што релативно, тој вардарски регион, по текот на Вардар нема можност некако да се, како вело, да се примене во тој дел на... Или сушно станува збор за недоволно искористување на потенцијалите со кои што располагаме. Нагло иселување на она што работеше нешто се затвори на некој начин, не така. Сега живееме во тоа би завршени други околности. Приватниот капитал, оној кој тој сака да заработи, тоа е нормално. Но ако му создавате некои услови каде што државата тоа да го помогне, може тие делови да ги заживее на некој начин. И ние можеме да тие потенцијали кои што се погодни за Македонија, особено во таа климатска, ајде да речем смисла, не географска, погодни. Има барем така и тоа, на некој начин може да за еден период, за краток период од 5 до 10 години да се вратиме на некои позиции, односно да поставиме нови темели врз база на овој технолошки развој. Заклучокот на разговорот ќе биде дека потребни ни се планови и стратегија за подобрување на демографската слика на земјава. Годините се пред нас, да се надеваме и да очекуваме. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство.